кое својство сте дојдени вечер овде? Велите да не се политизира состојбата, гледаме дека институциите постапуваат. Дојдовте овде додека на информативен разговор вашиот сопартиец Крешник Бектеши. Што точно барате овде или кои се причините зошто сте тука вечер? Да, јас сум во својство и на подпредседател на партијата, но и во својство на портпарол на Демократската унија за интеграција и секако сме загрижени за целата ситуација и за обидите кои се прават од страна на институциите и од владата. Институциите постапуваат, што се прави? Вемово, само да одговорам. И еден трагичен настан да се креира и да се трансформира на некоја политичка и етничка дебата. Каде е таа етничка дебата? Вемола. Уште од раните утрински часови видовме дека имаше портали, ги именував кои се тие портали, провладени, кои уште од почеток, уште од рано утринските часови рекоа дека позади овој настан стои некој албанец од Дуи. Па потоа тоа да се избрише, откако се види дека лиценцата е со истечен рок, неважечка, па потоа истите медиуми да објават дека имало некој фалсификувана лиценца, која и таа истата е истечена. Дискотеката работела без никаква лиценца. Значи, денот кога се случило настанот, немало никаква лиценца за работа. Што направила полицијата? МВР, наместо да одговори на круцијални, субстанцијални прашања поврзано со ова, сака да ја претвори оваа трагедија на овој ден кога не смееме ние со политиканство да се занимаваме. На овој ден не смееме воопшто. Треба да бидеме сите сплотени, да им помагаме на сите тие семејства. Ние се трудиме со филмови, со спинувања, со провладени медиуми, целата дебата сега да ја водиме околу некој си лиценца, која и да постоеше, не би била важечка. Значи, некои институции требаше да постапат, а не постапиле. Ова е дефокусирање од целава оваа трагедија, да се спаси кожата на некој што не може во вакви трагедии да се спаси. Затоа апелираме, немојте дежурен виновник да биде Дуи за што се случило, што се случува или што може да се случи и во иднина. Бараме целосна транспарентност за овој случај. Вистината мора да излезе на виделина и да бидеме сплотени, а не со политиканство да се занимаваме. Да бидеме солидарни, а не со политички интриги. Велите дека институциите сгрешија што го повикаа на информативен разговор? Не сгрешија. И Крешник Бектеши, екс-министерот, рече и доброволно се пријавил. Ако не знаете, ете пред вас ова ке го кажам, го викнале и во Кичево, во полициската станица, но при разговор со полицајците тој сам инсистирал кај бие полесно за вас. Ако сакате во Скопје ќе дојдам. И дојде во Скопје. Поради ажурност од неговата страна да одговори брзо за секој повик поврзано со овој случај. Но не ми се допаѓаат и не ни се допаѓаат како Дуи обидите да ја претворат Дуи како дежурен виновник за се. Барам, немојте во овој трагични ситуации. Без лиценца работела дискотека, кабарето. Некој мора да одговара за тоа. И да е таа фалсификувана, а тие што ја фалсификувале, тие треба да одговарат ако е фалсификувана, но и да е и фалсификувана истечен рок. Значи без лиценца, 2 дена, 3 дена работела воопшто без лиценца. И во вакви ситуации каде што предпоставуваме дека било фалсификувана. Значи затоа немојте, не е ден кај што ние треба да се поделиме и да ја претвориме оваа трагедија во некоја етничка и партиска дебата.